Денеска се одржа 37-та седница на Советот на Општина Прилеп, на која што беше донесен највисокиот акт кој што го носи Советот на Општина Прилеп, а тоа е буџетот на Општина Прилеп за 2020 година на предлог на градоначалникот на Општина Прилеп. Денеска од страна на градоначалникот на Општина Прилеп беше детално образложен буџетот на Општина Прилеп, за кој што може да утврдиме дека буџетот за 2020 година има развоен и социјален карактер. Развоен карактер се темели врз основа на тоа што вкупниот број на инвестиции, капитални инвестиции кои што се предвидени со овој буџет се над 56% од вкупниот буџет на Општина Прилеп за 2020 година. Со тоа се покажува дека средствата, односно парите кои што се одделени по основ на даноци од граѓаните на Општина Прилеп ќе бидат инвестирани од страна на локалната самоуправа за развојни капитални инвестиции на градот. Ќе напомнам неколку, а тоа се изградба на затворениот базен кој што се наоѓа во местната заедница Точила, изградба на детската градинка која што се наоѓа во местната заедница Точила, реконструкција на булеварот Гоце Делчев, реконструкција на старата чаршија во Прилеп. Во делот на социјалната компонента на буџетот на Општина Прилеп продолжува да се помагаат од страна на буџетот на Општина Прилеп, односно од страна на локална самоуправа, социјално загрозените лица, кои што знаете дека преку она мерка која што имаме за субвенционирање по 5 метри кубни водовод кон јавното комунално претпријатие водовод и канализација за субвенционирање, односно помош на социјално загрозените семејства. Во делот на она кое што како новина оваа година го воведуваме, тоа се одделени 6 милиони денари средства од аспект на заштита на животната средина, односно се одделени средства 4 милиони денари за инсталирање на инвертер клими во домаќинствата на граѓаните на Општина Прилеп и 2 милиони денари за субвенционирање на велосипеди. Одделени се и 2 милиони денари за реконструкција на кровна површина на дел од зградите во подрачјето на Општина Прилеп. Овие се мерки кои што се од аспект на побарување кои што ги имаат граѓаните на Општина Прилеп, а преку имплементација, односно преку внесување во буџетот на Општина Прилеп, им загуваме во пресет на граѓаните на Општина Прилеп со субвенционирање за инсталирање на инвертер клими, за набавка на велосипеди и во делот на реконструкција на реконструкција на крововите во зградите на подрачјето на Општина Прилеп. Значи за овие три мерки се одделени од буџетот на Општина Прилеп 8 милиони денари. Денеска беше донесена одлука за потпочнување на постапка за преземање на фудбалскиот клуб Победа АД Прилеп во сопственост на Општина Прилеп. Сите добро знаеме во каква состојба се наоѓа фудбалскиот клуб Победа и за значењето на фудбалскиот клуб на Победа за Прилеп и Прилепчани. Со оглед на тоа дека Општина Прилеп секогаш се соочувала со проблемите, така и со овој дел, ние како одговорна локална самоуправа и она кој што му го ветивме на граѓаните за време на предизборието, тој ќе го постапиме, а тоа нема да дозволиме Победа да падне под стечај. Победа ќе направиме се да биде да се издигни она како што и доликува, а тоа да биде еден фудбалски бренд и европска победа. Денеска се донесе одлука за определување на бесплатен јавен градски превоз за пензионери, односно лица за постари од 62 години за жени, односно 64 години за мажи во автобусите на јавното претпријатие за просторно урбанистичко планирање Прилеп за 2020 година. Тоа е мерка која што беше и во оваа теком на 2019 година се префрла да биде предвидена и во 2020 година. Можам да констатирам дека денес имавме навистина плодна дебата во делот на она кој што се однесуваше за текот на денешната 37 седница на Совет на Општина Прилеп и она кое што си го зацртаме сите пред нас, а тоа дека Советот на Општина Прилеп ќе биде храм на демократијата, врз основа на кој што на транспарентен и отчетен начин ќе се носат одлуките кои што се во интерес исклучително на граѓаните на Општина Прилеп. Ја користам оваа прилика на сите граѓани на Општина Прилеп да им честитам новогодишните и божични празници, да им посакам многу здравје, среќа и успех и нека оваа 2020 година биде година на многу успеси како на личен, семеен и професионален план.